Да, тоа е најавната шпица за меѓународната анализа во живо од студиото на Слободен печат. Зборуваме за последните актуелни случувања во светот. Добро утро му посакувам на колегата Андоновиќ. Добро утро до нашите гледачи. Благодарам што утринава си заедно со нас и ќе имаме во овие неколку минути ќе имаме прилика да дискутираме за последните геополитички случувања. Добро е оно што ако врз основа на 3 години војна во Украина ги научивме сите градови и села во Украина, во Сирија на среќа само 3 или 4 градови, бидејќи овие другиве се потешки за читање, така да од прилика Сирија останува и натаму главна тема во светот. Први мало ретро, молскавичната успешна операција на некакви си радикални исламистички групи кои преку ноќ магично прераснаа во бунтовници, зборувам како израз на Западот за нив, освојувањето на Дамаск, ставањето на нов премиер на преодна влада, кој барем за почеток најавува дека ќе направи префрлање на институциите и дека Сирија ќе треба да стане држава, но останува и натаму нејасно каква држава. Повторно ќе кажам, овие бунтовници, а претходно исламски радикали, како резултат на коалиција помеѓу Ал-Каеда и Исламска држава, кои успеа за само 11 дена да ја поразат сириската армија, се повлекаа од градовите. Сега ќе видиме у која насока ќе оди Сирија, дали Сирија ќе оди во насока на нов Афганистан, нов Јемен и да не ги нарекувам понатаму државите, значи една затворена шеријатска држава, или можеби ќе продолжи да биде она што било сите овие децени, некаква си умерена демократија на Блискиот Исток. Значи, вчера во Сирија Израел имаше серија напади, како е утринава, дали е таму мирно? Па токму тоа сакав да го кажам, значи Израел се покажа нели тезата дека израелско-турската коалиција стоеше за целиот овој напад. Јас и вчера тоа го потенцирав дека направија израелско-турската коалиција која навидум тие две држави нели не се во добри односи, Ердоган и Нетањаху околу проблемите во Газа и начинот на кој Израел се справува со палестинските радикали, сепак нема во геостратегијата пријатели, има само интереси, па турско-израелската коалиција изаби геостратешки нож во грб на Русија, Иран го деташираше, го тргна со своето влијание, јас тоа вчера го објаснував, практично ги тргна иранското влијание кој преку Хезболах го држеше и го помагаше Асад, и сега што се случува, Израел продолжува да оди понатаму. Иако е предупреден и од Вашингтон и од некои западни сојузници, но тие сметаат дека нивното движење низ Сирија, вчера дојде на 20 километри од Дамаск, има за задача да се направи еден сигурносен безбедносен појас за безбедноста на Израел. Тезата на Израел е дека ќе ги преземе сите можни акции само со цел да Израел биде безбеден. Од друга страна, јас не би зборал многу за Израел, бидејќи Израел го гледаме што пре. Сега ми се чини дека поголема случување ќе се случуваат у наредниот период на Турција. Зошто ја спомнувам Турција? Турција има еден дел во Сирија, изминатите децени кога ќе посакаше по урнекот на Израел кој влегуваше во Јордан, во Либан, во појасот Газа на западниот брег, влегуваше, излегуваше, тоа идентично го прави и Турција, под образложение дека овој дел овдека сака да го заштити од курдските бунтовници. Од друга страна, паѓањето на Асад, курдите држат еден поголем дел тука, имаат поддршка од Западот, не од целиот Запад, од одреден број од Западот, и според некои мои проценки, сега јас ќе шпекулирам, но и веројатно многу аналитичари ќе шпекулираат истото, следната практично фаза ќе биде конечното справување на Турција со курдите. Зошто го велам тоа? Бидејќи тука има еден дел на курди, има еден дел во Турција, ова е тој тука Дијарбекер и сите овие градови, ова е нели Сирија. Ми се чини дека Ердоган сега има шанса или има намера со уривањето на Садовиот режим да влезе да прави безбедносен коридор, односно да влезе во конечна пресметка со курдите, кои пак врз основа на Асадовиот режим и неговото поддршка од Русија како опонент, курдите беа поддржувани од Западот, од Соединетите Американски држави, за да му пркосат на Асад. Сега од кога Асад го нема,
ќе почне полека да доаѓа до нови конфликти и од тоа истравува меѓународната заедница дека Сирија ќе биде во иднина центарот на прекршувањата на регионалните геостратешки играчи. Се разбира и на глобалните. Ако регионалните се Израел, гледаме што прави. Турција која се подготвува да се справува со курдите, останува и она прашање од вчера кое се уште немаме одговор, тоа што ќе се случува со руските средоземноморски пристаниште во Тартус и воздухопловната база, дали може би Русија го пушти низ вода Асадот како доби гаранции дека нема да биде тргнато тука. Од друга страна, ако е тоа така, како би му дозволиле новите власти во Сирија поддржани од Западот на русите да ги остават овие две геостратешки утврдувања воени на Русија, бидејќи знаеме дека сите акции кои ги прави руската морнарица тргаат од тука. Така да остануваат многу непознати работи. Значи, ќе резимираме, нова власт во Сирија, нејасна иднината, дали ќе биде шеријатска или демократска, нејасна е судбината на руските две воени бази, дали ќе им биде дозволено или не. Американската база која кај курдите тука ќе остане, тие тоа го најавија, но тие не се сега во опасност и повторно, кој ќе биде следниот потек на Ердоган и на Анкара, дали ќе влезе копнено подлабоко во сириската територија и конечно ќе се справи со курдските сили, кои ќе подсетам има 20.000 војници кои се добро вооружени. Но, ќе подсетам исто така дека и Хезболах своевремено, а не баш многу одамна, беше од сите нас, вклучувајќи ми мене, објавувано дека е тоа сериозна војна формација, дека има голем број на добро обучени војници, дека може да се справи со се, па видовме дека Израел го деташираше во Либан, а бога ми еве и во Сирија Хезболах буквално исчезна и нигде го нема. Пред да преминеме на новите моменти во Јужна Кореја, би сакал уште едно прашање поврзано со Сирија, кога сме кај новите власти. Новиот премиер на Сирија, Мохамед Ал Башир, им вети на граѓаните таму дека ќе има мир. Тоа е последната негова изјава. А што да вети, дека нема да има мир? Значи, тоа се според мене флоскулина, тоа не се секирајте, све ќе биде во ред, падна режимот на Асад, тој беше ваков, таков, онаков, не влегувам у детали дали бил или не сум живел таму, па не знам, но она што знаме дека тоа е една политичка риторика, еве, све ќе биде во ред, ќе биде мир, благосостојба, ние ќе одиме ваму, ние ќе одиме таму. Останува проблематичното прашање. Револуционерните сили кои го урна Асад беа радикално исламистички неколку организации кои се на листата на терористички организации во САД, во Русија, во Британија, на Западот. Вчера Британија во својот стил, позната е британската дипломатија, ја тргна оваа организација, овој водач, името сега малце ме покомплицирано да го кажам, тој што ја предводеше оваа операција, од еднашка британците го тргнаа од терористичка листа, но тоа не е решение, знаеш. И исто така потсеќаше многу на Авганистан целата приказна и на некои други делови, да не ги споменувам, да не отварам некои нови прашања. Истиот систем на Западот, првин се радикални исламисти и терористи, па онда преку ноќ стануваат бунтовници. Ако ќе те наречат бунтовник, онда се буниш за да го срушиш режимот и ти да направиш нешто подобро. Во тој дух и овој нов сириски претседател, се уште не е јасно каква политика ќе има Сирија, чии влијание ќе биде таму. Мене ми личи дека ќе заврши исто ко Ирак и ко Либија. Што значи тоа? И Ирак и Либија, ќе подсетам, во моментов се држави за кои многу малку известуваат светските агенции, бидејќи во нив има прекршување на некакви геостратешки интереси, па во тие држави имате американски воени бази, руски воени бази, британски воени бази, сега да не влегувам понатамо. Па каква е таа суверена држава ако има такви воени бази? Од друга страна, Сирија особено е проблем, бидејќи тука Турција има интереси, ќе се справува со курдите, Израел има интереси, ќе се справува со исламска држава. Да не забораваме дека руско-иранското влијание кое буквално тргнато тука
ќе го има и натаму, значи тие се сега имаат добиено пораз, но не верувам дека можат преку ноќ да исчезнат сите тие војници, борци. Конечно во Сирија живеат алавитите, што самиот алавит беше и Башар ел Асад, а тие се блиски до шиитите, значи Иран, значи Хезболах, зборувам за као верска на некој начин конфесија, така да ми се чини дека Сирија ќе биде многу тешко да се стабилизира како држава, како што тоа впрочем се случи и со Ирак. Ирак ние денеска го немаме на светските тикери, но во Ирак не е мирно, бидејќи и таму ќе потсетам, Садам Хусейн беше сунит и сунитите беа малцинство, па затоа им се случи шиитски радикализам и го урнаа со помош на Западот. Во Сирија алавитите или шиитите се малцинство, затоа сунитите го урнаа. Значи, многу е комплицирана состојбата и етничка и религиозна во Сирија, а геостратешки е многу важна. Ќе видиме што ќе се случува и како ќе се случува, но мене ми личи дека Сирија ќе биде распарчана повторно, ќе имаме турска армија и турско влијание одгоре, ќе имаме израелски безбедносен коридор доле, ќе имаме американска воена база, воени бази под образложение да не се возобнови исламската држава. Ќе имаме руска најверојатно која нема да дозволи оваква геостратешка позиција на излез на топло море да ја загуби, а обичните луѓе ќе го имаат истиот проблем, дали тоа се викал Асад или некој друг, очигледно ќе биде нешто друго. Но за крај на разговорот ми се чини дека Сирија падна и по една работа, а тоа е голем број на сириски бегалци изминатите деценија пребегаа како резултат на Асадовиот режим во Западна Европа. Сега Западот и Западна Европа сака да ги врати во Сирија. Ќе видиме дали ќе успее да ги врати. Ќе те потсетам, тргни од себе да отидеш во Германија, од Сирија и да имаш статус на бегалец и да ги видиш тие сите можности, многу тешко ќе може да те вратат дома. А и ако те вратат, ќе има ново незадоволство. Ако го има незадоволство во едно општество, тогаш има овакви состојби какви што има. Ајде, при крајот на разговорот да опатиме малце неколку минути за последните случувања во Јужна Кореја. Таму има приведени високи функционери кои што беа дел од прогласување на воена состојба, краткотрајно прогласување на воена состојба на претседателот. Што се случува во Јужна Кореја? Во Јужна Кореја се случува продолжување на акцијата и операциите, на истрагата на јужнокорејските власти или на полицијата, да бидам попрецизен. Вчера го уапсија министерот за одбрана на Јужна Кореја, кој ми се чини беше жртвено јаре за целата приказна, затоа што е многу лошо да го уапсите председателот. Председателот кој ќе го уапсите, тоа е институција, не е личност, и тоа мораме да го научиме сите ние на Балканот, дека понекогаш не се гледа човекот, туку институцијата. Јужнокорејанците се напреден интелигентен народи покрај историјата на државни удари која имаат и тие и покрај фактот дека е повеќе од јасно дека председателот на Јужна Кореја воведе воредна состојба, не може да воведе некој друг. Тој е во куќен притвор, тој практично не сме да излегува од државата, но уапсен е јужнокорејскиот министер за одбрана која прифати одговорноста дека тој наредил воредна состојба и покрај тоа јасно е дека не би можел да ја нареди ако председателот не го потпише. Тој е во притвор и се обидел да се самоубие според последните информации, но го спречиле. Утринава е уапсен и шефот на националната полиција, значи првиот човек на јужнокорејската полиција, дека и тој е вклучен во заговорот, како што велат тие, за воведување на воредна состојба. Има серија на апсења и многумина, барем од медиумите светски, го нарекува како втор опит за воредна состојба, бидејќи масовни апсења на високи функционери, политички, војни и полициски, само покажува дека Јужна Кореја и покрај напредноста, и покрај технолошкиот успех, и покрај добрата економска состојба се уште не се ослободила од својата историја наречена државни удари, нестабилност и сето она што и јас лично се сомневав дека може Северна Кореја со праќањето на војници во Украина туку така да го дестабилизира Корејскиот полуостров. Сега се отворија и таму многу дилеми, има и таму шпекулации, што се плановите на големите суперсили, бидејќи Трамп ќе дојде на 20 јануари и јас и натаму тврдам дека се во ова ќе се префрли околу Кина, а Јужна Кореја во близина на Кина.
Благодарам, Андоновиќ, беше задоволство и денеска што беше заедно со нас во нашата програма. Имавте можност и прилика да ја гледате уште една меѓународна анализа во рамките на утринската програма на Слободен печат. Ви благодарам што сте заедно со нас. Во продолжение следуваат оние убави минути на Слободен печат, каде што се релаксираме и опуштаме со информациите што можеме да правиме во нашето слободно време. Нашата редовна рубрика Каде во слободно време.